Скопјанката Стојна Митреска има 70 години, а веќе 2,5 живее во домот за стари лица Киро Крстевски платник во Прилеп. Но условите за живот вели се далеку од очекуваните, особено годинава. Речи си секој ден смрзнува од студ, зашто нема доволно греење. Нека ни пуштаат од 6 до 8 на сабајле, ние задоволни ќе бидеме и вечер од 5 до 7. Пак ќе се затопли собата, малце ќе имаш на душата, а ние само кога има бајњање ќе го пушта 2-3 сата и тоа е сето. Незадоволни од сместувањето и условите во домот се и други штитеници. Салата нема. Супа нема. Еднаш седмично супа во сабота, кога имаме бело печиво за ручек. Овие граѓани примаат редовна терапија, ама сега лековите сами си ги купуваат. Јас секој месец плаќам апчина по 1500 dinara. А редовно без доцнење тие секој месец за својот престој плаќаат на сметката на домот минимум по 9400 денари. Од јас месечно дали имам, дали немам, ја мора да соберам 17.000 за мене и за жена. Јас добивам некаде околу 16.000 денари пензија, меѓутоа сумарум не можам да излезам на крај. Рекоја тие дека 9400 кошта стартно овдека. Во оваа установа се сместени вкупно 128, од нив 39 штитеници преку меѓуопштинските центри за социјална работа. Значи тогаш кога ќе стане таа состојба алармантна, ако стане алармантна, нормално ќе превземеме активности. Но дали недостигот на греење или греење од еден час не е алармантна состојба? Значи сепак треба да имаме во предвид дека ние треба да имаме и друг капацитет на располагање. Во домот набрзо по снимените разговори со штитениците е обезбедено греење, но другите проблеми остануваат. Реакциите пак на блиските од семејствата на штитениците не стивнуваат. Тие се болни луѓе, му треба посебна нега, му треба посебна хигиена, му требаат лекарства. Значи, ја не знам кај одат тие пари. Толку се вложуваше. Значи, секоја фамилија дава пари. И парите од луѓето сместени во оваа општинска јавна институција. И парите од граѓаните кои што по разни основи се уплаќаат во општинскиот и буџетот на министерството. Се прелеваат, трансферираат на сметката на домот за стари лица во Прилеп. Прашањето е каде одат овие народни пари? Одговор побаравме од екс-директорот Дарко Рибаровски, кој замина од фирмата со блокирана сметка и се врати на старото работно место во општина Прилеп. Не одговор, ама од Рибаровски добивме опомена со тужба, доколку му се импутираат изјави. Следна шанса за снимање во домот немавме, откако едно лице од обезбедувањето предизвика инцидент. Го фрли микрофонот, забранувајќи и на екипата на Мета да снима дури во просторијата строго определена за тоа. Новоизбраната директорка Ирина Стериовска пак остана категорична на ставот. Изјави на мејл: снимање само кога ќе има позитивни вести, зашто штитениците се вознемируваат. Во оскудната мејл кореспонденција таа сепак потврди. Сметката на домот е блокирана за долг од 13.887.407 денари, што е во висина на едногодишните приходи од самофинансирање. Стериовска одлучи на јавноста да и презентира и селективна слика за приходите и расходите, само од сметката на самофинансирачките активности, а не и блок дотациите. Сепак од Министерството за труд и социјална политика ги добивме податоците за парите од блок дотациите за истиот период, што треба да бидат наменети за плати на 20 вработени преку ова министерство, трошоци за греење, храна, лекови на штитениците. Податоци за финансиската слика на домот не добивме ниту од општина Прилеп, иако оваа јавна општинска установа доби пари од граѓаните прелеани од општинскиот буџет. Делумно вистината за тоа каде се трошат парите може да се добие сепак од службениот гласник, објавен на веб страницата на општина Прилеп. Сликата на приходите од 2014-та, објавена во службен гласник број 3 од март годинава, покажува дека вкупните приходи на домот биле околу 26,4 милиони денари. Од сметката на блок дотациите се исплаќале плати за 20 вработени и други трошоци во домот. А од парите од станарите, од народната кујна и минимални средства за солидарност се плаќаат плати за 22 други дополнително вработени по оценка на раководството, и тоа во висина од 5.340.000 денари. Според директорката, сега овој број е намален за еден, но сите 41 вработен се потребни за непречена работа на домот. А домот пред 10 години само добивал 3 пати помали средства од министерството. Работеле само 25 мина. Плаќани со парите од блок дотациите. Загуби немало, но имало пријатни услови за штитениците. Финансиската состојба беше солидна,
и никогаш не сме имале проблеми во редовното работење на домот. Токму поради ова, опозицијата на четврта пресконференција неодамна побара ревизија на финансиското работење на ова општинска јавна установа.